Драги мои, добро вечер и добре ми дојдовте во уште едно саботно издание на подкастот на телевизија Алфа. За овој вечерашен разговор би рекла дека малку попосветено се подготвував, бидејќи сум прилично ајде да не се изразам, ама сум сериозно непозналица на оваа тема за која вечерва дискутираме, не за тоа што не слушам џез музика, туку заради тоа што едноставно некои други музички правци можеби ме интересирале повеќе историски и социолошки, општествено како сакате, отколку џезот, но она кое што го исчитав за мојот вечерашен гостин е една импресивна биографија на човек кој што не е сам по себе звезда онаков каков што е, туку и учи идни генерации да го следат, макар слично неговиот пат, иако нели не сакаме да бидат идните генерации копија на нас, меѓутоа сакаме да им го пренесеме знаењето, а токму тоа го прави тој бидејќи е и универзитетски професор. И сега дел од најавата ќе си ја исчитам баш од овие причини кои пред малку ги кажав. Разговараме, драги мои, со истакнат во Македонија џез гитарист и светски познат, тој е и композитор и педагог, веќе реков дека ги едуцира и младите кои сакаат да тргнат по сличен пат, има бројни музички проекти и генерации после него, како професор и шеф на џез одделот при Музичката академија на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Тој е клучна фигура во развојот на современата македонска џез сцена. Битолчаните го знаат најдобро, верувам, а и оние кои ја уживаат ова музика. Основач и двигател на џез Фабрика Фест. Веќе сигурна сум дека ќе погодите за некоја секунда и ќе го најавам. џез Фабрика Фест е фестивал кој има традиција во Битола, повеќе од една деценија вложува во едукација како професор и поддршка на млади музичари, бидејќи има и таков тип на работилници надвор од академскиот неговиот живот. Вечерва, дами и господа, во подкаст на телевизија Алфа е Сашо Поповски. Добро вечер и добре дојде. Се препот. Благодарам за прекрасната најава и поздрав до гледачите. Немаше грешки, се надавам се беше во ред. Мислам, фантастична најава, ти благодарам искрено. Многу суперлативи за мене. Бидејќи импресивна твојата биографија на вистина и човекот на вистина учи додека е жив, и таа реченица е се само не е клише, тоа сум јас како жив доказ, бидејќи првпат ти ја исчитав, да бидам искрена, знам кој си. Апсолутно, меѓутоа првпат ја прочитав твојата биографија вака детално. Првпат видов колку многу човек може да биде влюбен во она што го прави, колку многу може да дава, да остава за себе и колку несебично тоа го правиш со студентите на Музичката академија на одделот каде што си ти раководител. Ајде сега малку само да те поправам, веќе не сум раководител последните две години, но бев раководител во претходните. Поправиме слободно, бидејќи јавноста дел од оние кои те знаат волку колку што и јас, не знаат дека си бил на ова столче претходни 2 години, така? Претходните 2 години, значи си имал собствен подкаст тематски на тема џез културата и слично, така што имаш комплетна дозвола вечерва да ме поправаш и исправаш. Сашо, кога стана свесен дека гитарата за тебе нема да биде само инструмент, туку ќе биде начин на живот? Па не многу рано, би кажал. Јас се запознав со гитарата чудно на 14 години. Инаку тие што ме познаваат, јас секогаш се зезам од претходниот живот. Јас се занимавав со скијање, татко ми сакаше многу алпско скијање. И во Битола на Копанки, нели, малце приказката интересна. И таму имаше еден домар кој што свиреше на гитара и јас бев фасциниран од тоа како изгледа гитарата. Сите одеа на скијање, јас одев за да ја гледам гитарата и да почнам да свирам. И така, после некој период, може би 6 до 8 месеци, добив мојата прва гитара. И сега зборуваме за време 90 и некоја година, каде што немаш интернет, не беше вакво време. И можеш едноставно да учиш од некој ако знае во комшите. Јас за среќа имав комшија кој што знаеше малку да свири и така малку по малку се појави таа љубов и се разбира средношколските години, рок бендовите. Еве информација за вашите гледачи. Јас бев член на групата Фач, која што во 96-та победи на тогашниот поп-рок фест, што беше најголема манифестација во државата и така наеднаш се вивнавме во звездите. Ме врати малку. Да, Младински културен центар од 25 мај 96-та година и од тука натаму знаев дека ќе биде нешто поврзано со музика.
ќе биде со гитара. 2001 година аплицирав на Джез академијата во Софија во Бугарија, Панчо Владигеров, значи музичката академија. Ме примија, за среќа 25-та како му доаѓа дипломирав, потоа имав една година пауза на магистарски студии на Нов Бугарски во Софија и од 2007 година сум во Македонија. А тоа што го кажавте вие, со универзитетот Гоце Делчев од 2008, значи од втората година постоење на универзитетот. Веднаш следната година до Да, 2007 година работев на еден друг универзитет и потоа од 28 до ден денес на моја огромна среќа и задоволство едуцирам, како што кажавте, млади луѓе на музичката академија и джез одделот. Не знам зошто очекував дека ќе ми кажеш дека првиот контакт со гитарата всушност е некаде, не знам, 7, 8, 6 можеби години, ама 14 ова е на вистина некаква енергија која што потоа ти го менува целосно животот и во тие години, тоа се тинеџерските години, потоа најстрашните. Немаш обиди од најблиската околина од семејството да ти кажат каде сега джез, што ќе правиш со джезов, кај имаме ние публика за джез, например, во тоа време. Точно така, тоа кога јас дома кажав дека ќе одам да учам джез, тоа беше шок, претпоставувам за сите и мислам дека шокот се уште ги држи моите родители. Бидејќи тоа е музика која што е нели креативна, уметничка и дека нели ако тргнеме од материјалното, сигурно нема да бидеме материјално богати никогаш, занимавајќи се со таква работа, но а како успеа да дозволиш жарот што тлее во мене се уште ми е интересно и се уште кога ќе застанам на сцена да свирам, се уште си откривам нешто во мене и самиот се откривам преку музиката, што ми е ниедни како се вели пари не можат на светот да го покријат или да го задоволат тоа чувство. Така да, можеби тоа било. Да, важно е иницијалниот порив да се занимаваш со тоа. Така. Без дилема, без никакво двумење ти си го следиш тој инстинкт и тој жар кој што ти буди таков тип на љубопитност, велиш самиот се осознавам себе си со секојдневно. И покрај тоа што си врвен. Имено. Инсистирам на овие работи да ги нагласуваме, бидејќи тоа е концептот на подкастот. Сакам да зборуваме за нематеријални работи, за работи кои што значат вистински вредности, а не се материјални и кои треба да ни се нели воделка во животот, особено на младите. Ајде пак на овој делов додека се едуцираш пред факултетот. Делот е едукација, едукативниот дел на подкастот. Така. Значи не си само на катедра, екс-катедра, што би се рекло, иако знам дека не ти е таков стилот, бидејќи не е можно да ти е конвенционален, ама е дел од едукацијава и тука. Има ли личност која нема да ја заборавиш во периодот од како решаваш дека твојот контакт со гитарата ќе ти го определи животот и потоа студии и така натаму? Има ли личност која ја маркираш како вечна, не знам, воделка, идол, можеби влијание најсилно? Одлично е прашањето. Музиката е уметност која што се менува и како што растиме, не физички само, таку и ментално како што растиме, добро е да се менуваат вкусовите и не може како би кажал, не можам да речам дека еден би бил, но кога би требало еден да одберам од гитаристите, тоа бил Џон Аберкромби. Сега патот достигнување до Џон Аберкромби сигурно не беше толку едноставен, затоа што треба да ги поминеш преку рок, па блуз, па џез, па традиционален и да стигнеме до современиот, тој представник на современиот џез. И се разбира, јас во старт ги слушав великаните како Мајлс Дејвис, како Џон Колтрейн, но во студентските денови или години, секогаш се сеќавам дека онако фасцинатно или место онако имал Бил Еванс, тој е еден џез пианист, амерички џез пианист и за среќа мојот син се истото сака да го прави и него му се допаѓаат тие албуми од Бил Еванс, така да можеби препознаваш во него таква иста енергија? Па да, тој веќе 4 години, тоест 5 години оди во музичкото училиште во Луи, учи класика, класично пијано, но има афинитети кон џез, свири, сака да се занимава со џез, така да тој, како се вели, тој ја фатил порано работата од мене. Да. И на подготвен терен си наставува тоа што можеме да. Инаку, во животот се менувале вкусовите, нели, јас додека студирав сакав, нели, да го слушам Бил Еванс, но слушав и трубачи многу, и многу често
кога музиката моја стигнуваат некакви критики или рецензии, го споредуваат со гласот на трубата пренесен преку гитарата, што е многу точно, затоа што јас додека студирав не кев да учам од гитаристи, бидејќи учењето од гитаристи ќе те направи како некој друг гитарист, а нема да бидеш оригинален. Можно ли да не се учи од гитаристи, а сепак да си врван? И така, значи Майлс Дейвис, Фреди Хабард, Art Farmer има еден джез трубач кој што ми е омилен, така меѓу омилените. И така да, кога требаше да учам, нели имаме во системот на изучување, тоа се вика да се транспонираат сола, нели? Transcribing на соло. И јас секогаш сакав да транспонирам сола на трубачи, не на гитаристи. Така да можеби затоа ми е малце поинаков стилот и многу често ме споредуваат со нешто што е непредвидливо во гитарата. А и тебе ти е таков жарот за да се ти трае и ти тлее љубопитноста. На тема студиите, ја споменав Софија, таму така. Ти си мастер студиите, така? Така. Добро. И сега си ти, оној кој што ги едуцира идните джез продуценти, музичари и така натаму. Колку сме подобри или колку не сме подобри, ако можеш да направиш компарација меѓу таа академска сцена таму на тема ова што ти го работиш тука во Штип? Добро, јас кога се запишав на таа академија, немаше джез академија тука во Македонија. Најблиската академија беше таа во Софија и беше во Но тоа не значи дека не можеме да ги надминеме. Јас мислам дека веќе како производи Добра. Веќе ги имаме надминато. Затоа што кај нас сцената во овие изминати колку 19 години веќе функционира универзитетот, толку многу млади луѓе поминаа низ тој процес на едукација, кој што е надоврзан, се разбира, со фестивали и со настапи надвор. И мислам дека имаме многу подобри, сега, релативна работа е подобри, пошто мојот вкус не е вкус на никој друг. Добра. Но во моите очи имаме многу подобри проекти од сите, би рекол, балкански земји, джез проекти зборувам. Но она што недостасува е поддршката, она вистинската, недостасува джез платформа која што ние еве од оваа година ја направивме преку Джез Фабрика фестивалот и ни недостасува джез експорт, нешто за кое што еве доколку сакате би можеле да кажеме збор два, затоа што сите околни земји го имаат тој джез експорт, нивните најнови проекти, нивната джез музика, нивниот идентитет е веќе представен денес кога зборуваме на Джезахед, Бреме, тоа е најголемиот експорт. Зошто нема? Затоа што нема слух кај се уште кај властодржците и затоа што се уште не ни веруваат на експертите дека можеме да го направиме тоа. А тоа може да се направи, тоа е еден процес кој што би траело 2 до 3 години, но би се направил и заслужуваат сите млади джез музичари и не така младите джез музичари кои што имаат добри проекти денес да бидат на штанд во Бремен и да биде представена нивната музика, затоа што тоа е грижата за уметниците, вистинската грижа, затоа што во музичкиот свет има неколку, тие се викаат circles of booking или кругови во кои што првиот круг од која ќе го помините, тоа се разбира на земјата Македонија кај нас, многу е тешко да се излези надвор. Тоа тешко помага експортот. И сега вака треба да се објасни. Да, кога зборуваме како да се стигне надвор, јас имам многу е смешно, јас имам повеќе фестивали отсвирено надвор колку во државата кај нас што имам отсвирено. Па и трагично. Да, и сега да направиме таа паралела, да ја премостиме, побарајте или верувајте им на експертите, на луѓето кои што се професионалци во оваа работа и дозволете да се направи тој експорт. Нека биде оваа твоја вечерашна порака, нека еден апел јавен. Мото нека биде. биде. Па и мото нека точно биде, така. бидејќи звучи изводливо, прилично. Да. Речеме дека сме во состојба во која што на државата еве и е финансиски и комплицирано да размислува во оваа насока, меѓутоа следната понеја година не значи дека дека е невозможно. Затоа што ние продукти како продукт, музички продукт зборувам, имаме многу интересни. Кај нас сцената е многу шаренолика. На пример, ако само на 150 како му доаѓа 200 километри одиме во Србија, еднолична е сцената во Србија. Нивните, јас тоа сум го зборувал и во подкастот, нивните проекти не дека не се врвни се, но се пресликуваат и се поклопуваат една друг. Кај нас имаме од фри джез, од традиционален джез, од мејнстрим джез, од фјужн, од contemporary джез, значи ги имаме скоро сите стилови представени.
Но она што треба сега, треба да се подаде рака и од наредната година Македонија барем со еден штанд да биде представена, а тоа за државата не се големи средства и не се големи финансии, да биде представена со делегација, со штанд, со промоција, вистинска промоција на вистинското место. Затоа што кога ќе бидеме ние представени, значи фигуративно зборам, кога би биле представени како делегација и како продукција македонска, секој еден проект ќе си го најде местото. Фестивал кој што букира Free Jazz ќе ги букира фри уметниците. Тие што фестивал кој што работи со традиционален джез ќе им бидат интересни традиционалните или современите. Така да за секој има парче под небото, но треба сега е моментот и одма. Секој еден ден кој што ние го немаме тој експорт, заостануваме пред се зад комшите, значи во регионот, а не би зборувало за во Европа или надвор од тоа, ние сме сакаш да ми кажеш дека сите од регионот и кои... Да, еве баш денес ги гледав. Сите наши соседи. Да, имате Бугарија, Грција, Хрватска, Словенија, значи сите не имат заминато во тој дел. И ги имат направено тие експорт офис, кои што се многу битни. Кои што помагаат и за букинг, и за туринг, и за се понатаму. Ама на тоа е веќе во доменот на онај професионално како се гради една кариера. Оти кариера не се гради само дома. Мислам, тоа е одлично човек да биде... станува збор за джез култура. Па джез слушаат колку? 3% од населението, 4%? Е супер културен амбасадор како жанр. Ете така. И сега, значи, ниеден македонски артист не треба да биде ограничен на тие 3% од земјата во која што живее. Туку треба него Европа и светот да биде поле на културен напредок. Така. Па и напревар, така е. Или напревар и напредок. Би можела без ништо да те прашам, да те оставам и да те слушам, бидејќи го уживам овој битолски дијалект, меѓу другото, покрај суштината на муабетот. Затоа што е еден од оние најлитературните и вака народски, ако може некако да се објасни, најправилно е третосложното акцентирање и уживам кога го слушам битолчани. Ама има и еден момент што не го знаеш, јас сум по потекло од Демир Хисар, така да скроз сум од центарот на тоа. Познавам поблиску само една личност од Демир Хисар и уживам исто така да ја слушам. Познавам и други, ама вака лично кога се дискутираме една личност и уживам кога разговарам со неа. И затоа сакам да си кажам за Битола и јас, а и луѓе од мојава генерација, дека си е град со душа. И практично што од детството и од Битола најсилно те отсликува во твојата музика, во ова што го правиш? Какво прашање? Ти си живееш во Скопје, тука си. Јас да, последните 10 години, да. Мислам најредовно. Некако најмногу ме отсликува тоа што многу пати сум сменувал од место на живење и тие промени некако експресивно сум се изразувал преку тие промени. Например, албумот како му доаѓа 20 во 2020 Fallen Land, тоа беше нашето преминување од Битола во Скопје, нели фамилиарност и така тогаш излезе тој и многу има во него моменти на големиот град, значи брзите улици, нешто што во тоа време во Битола го немаше. Сега и Битола исто така. Но ако се вратам многу назад, можеби она безгрижното детство и другарите кои што за среќа и до ден денес ги имам, од кои 80% живеат во Скопје сега и некако сите дојдовме во Скопје. Сега носиш битолската енергија и тука. Fallen Land, токму ова што го зборуваш сега, зошто се вика Fallen Land? Беше еден блуз, би го нарекол, затоа што главната композиција е толку еден молски блуз кој што ја отсликува ситуацијата во која што тогаш беше државата, која се сменаа многу работи, точно така. Се сменаа многу работи. Тој е албум кој што е компониран 18-та, 19-та снимана и издаден е 2020 година и некако мојата, би рекол, европска кариера онака во нагорна линија токму после тој албум, затоа што луѓето некако ја препознаа емоцијата. Предпоставам тоа да, го препознаем мојот оригинален стил, предпоставам на свирење на гитарата, но тогаш глобално вниманието беше врз Македонија и беше многу поедноставно да се, нели, луѓето имаа слушато за Македонија, нешто што не е денес. Денес вниманието према Македонија е многу понамалено. Мислам во уметнички смисол, затоа што многу потешко оди тој букинг, бидејќи јас
покрај тоа што изведувам и покрај тоа што компонирам и правам музика и креирам производи, се грижам за сопствениот букинг. И денес е многу потешко да се букираат концерти и турнеи отколку во 2020. А зошто? Фокус нема према државата. Значи изгубен е Зошто до фокусот. тогаш успевавме да го држиме фокусот кон нас, односно еве, низ твојот пример и твојата прика, зошто сега не? Мислам дека токму моментот со името беше и имаше онака глобален фокус према државата и едноставно тогаш полесно ни подаваа рака. Барем јас, тој е мој личен впечаток, не мора да е точен. Сега е малку дистанцирано интересот за производите, за музичките производи кои што доаѓаат од тука. Имаш ли чувство дека ако Мислам дека треба да се замислиме сите. Да, апсолутно Колку ни мене ме треба замисли експорт, колку ни треба. Да. Веќе ни треба, За да денес се ни треба вратиме експорт. во игра. Еве Точно вак, така, точно така. спортски Точно така. изразено. Имаш ли чувство дека ако се родеше на друго парче од земјава во друго место, твојот звук и твојата манифестација ќе беше многу поинаква или пак Битола баш те запечати како уметник? Ќе беше поинаква сигурно, а немаше да би вистинската, бидејќи јас сум вистинскиот и Битола ја носам во срцето. И има еден многу интересен момент со мојот добар пријател кој што е арт директор на фестивалот, да го поздравам, Даниел Ѓурчиновски, кога тој подолго од мене живее во Скопје и кога нели се преселивме тука и во разговор со него кажав јас единствено знам џез. Што нема во Битола, нема џез фестивал. Ќе направам џез фестивал. И прво што ми рече ти дали си добар? Јас реков ќе направам џез фестивал. Следната година имавме џез фестивал. Ние имаме една работилница од 2011, Jazz Factory for Kids. Ние сме пионери во тој проект работа со млади, кој што на моја огромно задоволство и среќа и сите други џез фестивали го превзедоа. Сум многу среќен затоа што тоа е правилниот и природниот начин на едукација на децата. Затоа што децата слушаат џез низ цртани филмови, ама никој не им кажал дека слушаат џез. Томи Џери со контрабасот. Is you Reese or is you Emma Baby? Ели, тоа е еден од најпознатите џез стандарди. И децата во најмала возраст го гледаат тоа. И ние токму тоа им го пренесовме. Но да ја скратам приказката. Од 2011 го работиме 7 години, после 7 години се раѓа џез фестивал. Зошто? Затоа што направивме критична маса. Затоа што децата доаѓаат со родители на тие работилници со деца. Беа жени за свиреа. квалитет, за вистински. Точно така, значи изработуваа фигури од пластелин, сликаја, џез музичари, пробаја да свират. Децата пораснаја, родителите пораснаја. Сега децата ни се публика нас во Битола и родителите ни се публика. И едноставно направивме таква маса за да се роди џез фестивал, кој се роди во 2018 и сега го завршивме успешно, навистина многу успешно, 9-тото издание на Џез Фабрика Затоа фестивал. го одложивме гостувањето бидејќи беше Требаше токму џез фестивалот. да се реализира. Прашањето ми беа малку симнати подолу, меѓутоа на тема фестивалот, ама како и да е, ме интересира, споменавме пред да влеземе во студиото, една многу фина бројка на публика. Да, во Битола во просек има околу 200 луѓе кои што онака доаѓаат и ни веруваат нас како организатори на фестивалот, затоа што ние секоја година гледаме тој да биде различен, иако како концепт првата вечер ни е современ џез или модерен џез, contemporary, како што го викаат американците, втората вечер ни е традиционален џез, бидејќи гледаме секој еден љубител да најде нешто интересно и да дојде. И третата вечер најчесто ни е промоција на домашното авторство, тоест македонските џез музичари. Оваа година за жал не бевме во можност толку многу македонски артисти, само два направивме промоција на два македонски артисти затоа што изостана поддршката од Министерството за култура и бевме лимитирани во буџетот. Просто кажано. Да, но сепак не си многу лут и не си многу гневен на тој дел материјален неопходен процес кој што е и поддршка и без кој не се може да се организира. И си го следиш... многу помага. Многу помага кога се работи нешто со буџет или кога се работи без буџет. И како се финансира тоа фестивал, како издржуваат? Ова не беше изолиран случај ова година, ова беше кога се бориме за култура децентрализација, обратен процес од културна децентрализација, тотална централизација. Значи не доби џез фестивалот во Штип, Стибо. И тие добија фантастични 0 денари од Министерството за култура. Исто не доби џез фестивалот во Прилеп, кој што се значајни фестивали, овие трите. Локалните самоуправи? Локалните самоуправи во рамките на своите можности ги поддржат, претпоставувам. Еве кај нас ние имаме одлична соработка со локалната самоуправа и со
градоначалникот Тони Коњановски, кој што еве во неврзан муавет пред подкастот пред 5 години го спаси нашиот джез фестивал. И ние од таа пред 5 години изнајдовме начин да не се доведеме во ситуација да немаме джез фестивал. Нешто што се случува со редица други помали градови каде што доколку поддршката од Министерството за култура ја нема, тие немаат джез фестивал. Ние тоа го решивме многу елегантно со помошта на локалната самоуправа, општина Битола. Фестивалот е ставен во годишна програма за култура и секоја година добива одредени средства кои што не се многу големи, бидејќи во Битола има над 70 фестивали кои што се одржуваат на територија на општина Битола, културни фестивали. И тоа е навистина поддршката е во рамките на можностите на општина. Оно што недостига, кој што од ова година ние почнавме да го исправаме, е поддршката од приватниот сектор или од компаниите, од фирмите. Тоа е исто така многу важно. Апсолутно, затоа што кога ние имавме среќа, компанија од Битола, Синпекс, можам да кажам, сопственикот е љубител на джез и тој препозна дека сака да слуша джез и да имаме среќа, да, имаме среќа. Но тоа не е пример и со другите компании. Треба некој да сака да слуша кој е Майлс Девис, па да свати ова ние што го правиме. Во овој контекст, бидејќи има и меѓу публиката луѓе кои баш не се длабоко запознаени со културата на джезот. Во едно интервју те прашуваат што е джез музика. Најтешко прашање. Така е, и ти одговараш. А мене ако ме прашате што е джез, па не можел конкретно да ви кажам, се она што е убава музика околу нас може да биде класифицирано како джез. Така е. Така е. Само треба да биде импровизирано и треба да биде изведено сега и во моментот. Нешто што е што подразбира највисок степен на припрема музичка и највисок степен на креативна или умствена припременост. Затоа што еве малце ќе се вратиме во овој едукативниот и педагошкиот момент. Јас и моите колеги ги учиме студентите како да се пронаѓаат себе си. Затоа што по дефолт денес со појавата на интернетот младите се знаат. Нема нешто да речеме теоретски, хармонски ликова што треба да му го кажеме. Со еден клик на интернет го знаат, го учат. Но она што треба да го научат и што го учат кај нас автентичноста. Тоа е најтешката работа која што можеш да таа ги дефинира дали ќе бидеш артист или нема да бидеш артист. И сега кога ќе го завртиме кругот цел вака и се вратиме на фестивалот, ние на фестивалот креираме, артистите наши креираат уметност. И публиката треба да биде спремна да слушне нешто што не го чува. Бидејќи фестивалите или манифестациите, фестивал или манифестација, најчесто, кај нас тоа го нема, се разбира, во светот се делат на кои што креираат уметност и кои што креираат забава. Така. Забава се овие сите другите, дури и поп и рок, музики кои што луѓето веќе ги чуле, ги знаат, ги пеат песните и одат да се забавуваат да ги чујат песните. Нашиот фестивал креира уметничка мисла, креира уметност, значи музика, и која што човека ќе го замисли, ќе го направи среќен, ќе го направи тажен, значи бара поинаков степен на подготовка. И затоа нас ни е навистина многу тешко да убедиме некој собственик на фирма дека треба да дојде и да инвестира во се тоа, бидејќи ѓаволски тешка е битката, меѓутоа е воодушевувачко од друга страна. А и судејќи според бројот на публиката на джез фестивалот, можеме да кажеме слободно дека Битола, па и македонци од цела Македонија кои доаѓаат на фестивалот, се со автентична критична мисла да восприемат друг жанр. Така, затоа што Битола има публика за оваа работа. Добре. И во Битола нема место за кикс. Тука и уште еден. Одговорност голяма. Апсолутно, тука публиката резонира многу добро, многу добро знаат. Дали е врвен артистот или не е врвен артистот, и понатаму таа како се вика, добриот збор трае долго, а тој лошиот уште подолго трае во Битола, така да немаме право на кикс. И секогаш артистите ги одбираме да се врвни, значи највисок левел на артисти, се разбира во можностите кои што можеме да си ги дозволиме. Но генерираме уметност. И сме еден од ретките, точно, ретките фестивали на тлото на општина Битола кои што генерира уметност.
Да, која не е конвенционална и не е првично за комерцијална, широк, туку е, точно така, точно ама така. е идентитетски автентична и е И подаваме секогаш рака на джез. македонските, на домашните артисти. Еве минатата година направивме продукција Jazz Factory Little Big Band или малиот голем бенд на фестивалот. Аранжманите ги направи професорот мој драг Тони Китановски. Поздрав до професор. Така, 5 современи македонски джез композитори, Тони напиша аранжмани и диригираше со биг бендот. И токму за, еве можам да кажам, да откриам следната година за 10-тото издание на джез фестивалот во Битола, повторно тој Little Big Band ќе настапи со нова програма, значи повторно професорот Китановски ќе пише аранжмани на композиција од современи македонски джез автори и ќе имаме концерт во рамките на 10-тото издание на джез фестивалот. Инаку тој Big Band, да не заборавам, овој септември оди на регионална турнеја без поддршка, значи наша, значи со наши како се вели ресурси, и ќе имаме прво концерт во Петровац за затворање на Петровац, 23-тото издание на Петровац джез фестивалот, ќе го затвори токму JFF Little Big Band. И потоа имаме на 25 септември концерт во Тирана, во Албанија. Тој концерт се реализира во соработка со Македонскиот културен центар во Тирана. Поздрав до вработените таму. И тој концерт ќе биде во делот во фестивал, во рамките на фестивалот Jazz in Албанија. Така да тие се два интернационални концерти кои што ќе ги има овој Big Band и се разбира неколку фестивали низ државата и културни. Благодарение на вашиот ентузијазам. Да. И нашата вмреженост со регионалните партнери, бидејќи нашиот джез фестивал, покрај тоа што сме дел од најголемата светска асоциација на джез фестивали, тоа е во Кина, тоа е China SPAF се вика. Сме еден од 40 основачи на светската асоциација Silk Road на арт фестивали, 40, значи во светот ние сме основачи. И 2 години во континуитет ја представуваме Македонија. Започнавме 24-та во Шангај. Ја представивме како единствен представник од Македонија джез фестивалот во Битола. Следната година, бидејќи ние фестивалот го реализираме во партнерство со Народниот театар во Битола, а Народниот театар славеше 80 години на постоење. Бевме делегација од двајца представници, значи представник од театарот и Джез Фабрика фестивал, и сега добивме покана пред една недела за 26-та повторно да представуваме Македонија во Кина, каде што еве можам да ви кажам дека има 2500 представници на светски фестивали, културни асоциации, например Линколн центар, Кенеди центар, сите театри. Па ниједна политичка дипломатија, надворешно политичка, не може да го направи ова што вие го правите. Да, и аплициравме за да добиеме дел или подкрепа некакво министерството, бидејќи има еден повик таков кој што е за конференции, и не добивме, се разбира, но без разлика ние ќе одиме во Кина. Ќе одиме во Кина. Така. Да, ние ќе одиме во Кина и ќе представуваме Македонија, а од тука некој друг ќе суди дали правиме добра работа или не. Имаме уште прашање и на тема баш овој момент, ама многу отворивме во ова последно во твое излагање и сакам прво малце кај студентите само да се вратиме. Исто така прочитав во едно интервју додека се подготвував дека околу 90% од нив го успешно го загризуваат овој джез пат и успеваат да се етаблираат. Колку од нив успевате како професори да ги натерате да се пронајдат вистински и да станат автентични македонски джез автори, изведувачи? Добро, индивидуално е. Моментот индивидуален, секој еден кој што прво имали студенти, мислам имале генерално. Па како, ние секоја година имаме околу 10 до 12 студенти само на джез оддел. Бидејќи сме единствен джез оддел на територијата на Македонија, нели во рамките на Гоце Делчев, и 10 до 12 студенти, што би дошла некоја бројка скоро 50 студенти кои што се во 4 години. И сега ние работиме максимално во нашите можности, во нашите ресурси, оно колку што можеме, но не можеме да очекуваме секој еден од нив да биде артист утре, бидејќи дипломиран джез музичар и артист се две различни работи. Да, треба подготовка, треба академско образование, но пронаѓањето себе си е друга работа. Тоа е веќе
има еден албум од Бил Еванс се вика Conversation with Myself. Да, многу е важно кога тоа на факултет те учат како да се разговараш со себе. Апсолутно. Тоа е потекнување на критично размислување во било кај сме. Секој еден млад музичар треба да запамти, за да стане артист мора да се открие себе си. Кога ќе се открие себе си, тогаш веќе ќе почне да креира, да создава дела, дали е тоа музика, дали е, не знам, музика за филм или серија или театар, нели секој ќе си го пронајде патот, но прво треба да бидат искрени со себе си и навистина да го сакаат тоа што го прават. Бидејќи судот на времето е онај што кажува дали нешто е добро или не е добро. Еве, за джез фестивалот после 20 години некој ќе каже дали беше интересен, дали беше добар или не беше. Или за албумите, тие што еве последниот мојот 7-ми албум кој што излезе минатата година за француската издавачка куќа Art Melodies, ако го помини судот на времето, тоаш ќе знаеме дали беше добар или не беше добар. Така да, треба време да помине. Будење или на англиски Awakening. Што се разбуди во тебе кога? Fallen Land го објаснивме, ајде Awakening. После него беше Steps, тоа беше исто албум на моето трио, прв за францускиот издавач Art Melodies, каде што имам покрај триото имам гости од Васил Хаджиманов на пијано, Оливие Самолијан од Франција на виола, Александар Секуловски перкусии, мислам дека Кирил Кузманов, Радко Даутовски. Така да, тој беше еден албум кој што го направивме триото со пријатели и минатата година го свиревме на Нишкиот джез фестивал на главна сцена во ударен термин, така да тоа беше еден хајлайт на тој албум. А во меѓувреме јас пишев една поинаква музика, почудна музика која што можеби беше инспирирана од првото мое одење во Шангај, ќе ти кажам, мислам и за гледачите ќе биде многу интересно. Јас првата година се загинавме во Шангај. Добро. И човек да се загине во Шангај, многу чудно чувство, околу 3 сати бевме. Да. А Шангај беше 24 милиони во 24-та, сега е 28. Сакога ќе одам ќе биде на 30. Така да малце е чудно кога ќе се загинеш во Шангај. И јас напишав една композиција и реков ова мора да излезе една композиција. И минатата година презентацијата на джез фестивалот беше со композицијата Lost in Шангај, јас напишав композиција и ја снимивме нели минатата година. Јас бев на еден проект. Тоа беше 6 концерти во Шпанија, во Андалузија, 17 дена во Андалузија. Ги свиревме сите најголеми джез клубови во Шпанија, од Кларенс, Асе джез, сигурно ќе заборавам, некои 6 джез клубови беа. Снимивме албум Awakening со моите пријатели од Гранада. Тоа е Коте Калмет на тапани, тој е од Перу. Жауме Мигуел на пијано и Ерико Пец на контрабас. Албумот е комплетно снимен во Шпанија, го издаде Франција и така. Сега од следната, нели од оваа година, следниот месец сакав да кажам, ќе има промоција, еве да откриам за гледачите на подкастот, во Македонскиот културен центар во Њујорк, во MC Галери. За прв пат ќе го свириме таму. Мислам дека концерт треба да биде 29 или 30 мај. На 23 патуваме за Њујорк. Но пред тоа, овој материјал или дел од овој материјал ќе биде отсвирен во Франција. На 15 мај имаме концерт во Дижон на фестивалот Jazz in the City во Дижон, така да сега најбрзо ќе биде промовиран таму. Јас можам да се одјавам и да си одам, бидејќи твојата величина и твоето творештво, односно вашето и сето она што го правиш како сопствен ентузијазам и како сопствена иницијатива не може да се вреднува. Всушност, дали некогаш си бил во ситуација да правиш компромиси со сопствениот израз? Еве рече малку чудно е да се загубиш во Шангај, па излезе од тоа композиција, пишував чудна музика во еден тој период. Значи, колку е важно да не правиш компромиси кога е надвор од твојата волја, туку исклучиво да се држиш до сопствениот израз, колку и да боли и да те носи, не знам, да не те носи во слава во даден момент. Одлични прашања поставуваш. Ај малце да се вратиме кај ова. На пример има композиција 22 Days to Spring се вика. Значи толку беше тешка таа зима, толку имаше загаден воздух, со маски шетавме. Очи љутеа, нели печеа, по битолски љуте. Да, и кога се загинавме во Шангај, уживајте молам на битолски. И толку беше тешка таа зима, значи мрачна, тмурна, тука низ Скопје, смог, не се излеваше надвор. Јас напишав композиција 22 дена до пролета. Затоа што по 22 дена дојде пролет. И некако многу прв пат напишав таква композиција која што има врска со DPC и е таква
циркуларна композиција која што не е традиционална џез композиција, но е во џез манир. И многу им се допадна на шпанците, или во Шпанија, јас снимивме и ме убедува да ја ставам Awakening, прва композиција на албумот. Оваа 22 Days. Јас се стави 22 Days, бидејќи е толку нешто досега никој што не сум го направил, но едноставно излезе од мене. Сега ова звучи како клише. Така работите не излева. Треба човек секој ден да работи, секој ден да компонира, да пише, за да се родат такви идеи. Јас во тој период бевме затворени дома и пишев доста музика и едноставно излезе таа како мелодија. И досега никош не сум напишал таква циркуларна или како беше точниот збор, серијална. Тоа е музикален серијализам се вика. Точно, нели, такво движење како болерото, например. Разбирам. Она му каде што не ми јасно ќе те потпрашувам. Тоа е најдобар пример за таква за паралелова, за серијална. Серијална, циркуларна, тоа е болерото, е такво напишано и првпат напишав таква композиција и право не бев сигурен дали е добра. Потоа ме пратив на Тони Китановски. И рече супер е ова, одлично е, може. И така, значи тоа е овој делот каде што се откриваш или откриваш сега, но секое едно откривање треба работа. Сега во овој делот што ме праша за компромисите, значи музичката прва работа, музичка е од бизнис. Доколку зборуваме за музички бизнис мора да има класификација. Значи така функционира. Она што го кажуваат кај нас артистите, јас кога го гледам од една друга перцепција, бидејќи сум бил надвор, а тие не излегле се уште надвор. Значи музичкиот бизнис поинако функционира. Значи мора класификација. Значи твојата музика мора да влези во некаква структура за да бидеш букиран надвор. Колку и да е тешко, мачно, болно, бидејќи никој артист не ќе да рече мојата музика е ваква. Не, напротив. Тоа е патот за да излезеш надвор. Кој треба да ја направи класификацијата? Не знам. Тоа треба да го откријат секој сам, треба да го открие, затоа што секој наликува на некој, секој е производ на некој. Да се постават по потоа. Така функционира музичкиот бизнис, бидејќи доколку букерот или фестивалот или оној што ја прави продукцијата на фестивалот знае каков проект очекува, тоаш има шанса да биде букиран. Ако не знае и ако не е класифициран никаде, нема да добие букинг. Значи тоа е првата работа, доколку зборуваме за систем или зона како би излегле надвор. Доколку би се прашувал јас, Сашо, артистот или изведувачот, никош не би сакал да има такви класификации или кути во кои што би бил сместен, но секогаш мора да има баланс. Секоја една работа е добра кога има баланс. Добро е да знаеш што можеш, а добро е да знаеш што треба, за да можеш понатаму низ животот, бидејќи колку и да сакаме ние да бидеме free jazz, животот се води по некакви стандарди. Ние живееме во општество кое мора да почитуваме стандарди, нели? Базичен пример, јас дојдов денес со кола во Алфа. Возев кола Safe City 50 на сат. Не можам да возам 200, значи само правам паралела. Значи мора да се водиме низ некакви стандарди, нели? Така и во музичкиот бизнис. Мора да се запазат некакви стандарди, мора да се запазни некакво изглед на авторството или на уметноста, за да може понатаму да биде тоа соодветно пласирано. Така функционира. Да, многу практично го објасни ова, истовремено пак автентично, не излегуваш од сопствената од душата. Собствено, односно пак си го негуваш она кое што е твоја љубов. Идентитетот, јас сум тука роден. Јас секогаш нема да мојата музика да биде Джес од Нью Орлеанс, колку и да сакам јас да свирам ритми од Нью Орлеанс. Зошто не напушти Македонија? Еве ги спомена сите светски земји каде што. Па добро, живеев јас во Софија. Како во смисол да се преселам и да живеам. Да, за секогаш. Па само дома си дома. Секој кој што излегол надвор и кој што свирел или било која професија излегол знае дека надвор е убаво, да, фасцинантно, добро е човек да прошета, да излези, да види како функционира, ама само дома си дома. Така да. Мислам дека наједноставниот одговор е вистинскиот. И тука ќе бидеш ценет секогаш и кога мислиш дека не си ценет, си ценет. Со тоа што се случува и што процесите се, како се вели, се движат, без разлика, повторно ќе бидеш ценет, повеќе отколку надвор. Имаш ли впечаток дека си меѓу оние кои многу повеќе оставаат зад себе, пред себе и оставаат на Македонија во сферата во која што работат, творат, создаваат?
или пак дека треба да добиеш повеќе за да оставиш повеќе? Во која категорија? Човек треба да биде задоволен со тоа што го има. Јас сум навистина задоволен и среќен сум што можам да работам со млади луѓе. Нели таа работа е непроценливо богатство. Затоа што после секое предавање јас можам да ги прашам младите луѓе каква музика слушате вие. Сигурно не слушаат музика како некој професор од 50 години, нирли 50. Слушаат нова модерна, така да тоа богатство да прашаш млад човек каква музика слушаш, што ви е интересно. Да му дадеш дел од своето знаење, да му пренесиш, но имаш како се вели, имам можност да ги прашам што е она нив што ги интересира и да влезам во светот на младите на начин на кој што мене ми е интересен, мене ме интересира музиката. Од друга страна имам фантастични колеги со кои што секојдневно разговараме за музика и единствена работа што сакаме е музиката и тука не правиме компромиси, се разбира. За се може да се направи компромис, но она што ни е професија и уметноста не можеме да правиме. Така да јас сум среќен и задоволен. Фала му на Бога. Добро е. Точно во овој контекст, да. И тука произливува што е за тебе практично среќа и кога одговори прашањето дека е баш си задоволен и среќен со она што го имаш и непрестајно создаваш и се истражуваш себе си. Тука е формулата за убави животни искуства кои не секогаш се пријатни, ама се нови и се убави преку кои учиме. Дали уметноста денеска има обврска да биде само искрена во контекст на ова што пред малку го зборуваш, или доволно е да биде успешна, препознаена маркетинг варијанта? Треба да биде критична, затоа што секоја уметност што не е критична не е вистинска уметност. И треба да биде израз на она што уметникот, човекот го чувствува и го кажува. Правиме ли критична музика? Се надевам дека да. Се надевам дека да. Бидејќи секое современо општество треба да се стреми кон тоа. Еве ние како земја членка кандидат сакам да кажам, кандидат мора да ги едуцираме младите дека треба да слободно да се изразуваат и да кажуваат. Уметноста треба да биде критична према, не знам, према општеството во кое што живееме. Нели, преку уметноста треба да искажуваме она што нас ни пречи, она што не прави среќни, да го кажеме. Така да, но зборуваме за вистинската уметност. Вистинската музичка уметност. И така да мислам дека треба да ги едуцираме младите да бидат слободни, но повторно ќе кажам, таа слобода не треба да злоупотребена, затоа што сепак живееме во некаков систем општествен во кој што сите треба да го почитуваме. Има права и обврски, така. Апсолутно, и сите треба да се стремиме да го подобриме системот. Велиш вистинска, зборуваш за вистинска уметност, која е тогаш лажната? Таа што ни се сервира така како под маса ни се сервира. Оние кои ни ги полнат салите од соседството со чуден тип на музички жанр. Добро, сега разговараме за две диаметрално различни. Добро, да, затоа сакам да ајде ќе кажам лош збор, музики. Тие се две различни музики и мислам дека не можеме тие да ги ниту на една вага не можеме да ги ставиме. Но од друга страна, тоа е начинот на кој што ние ги се грижиме за луѓето и за општеството. Нели, колку имаме образовни програми на телевизија, колку имаме едукативни програми, колку имаме шоуа кои што презентираат чиста уметност или вистинска уметност. Николку. Што е она што преовладува, сите знаеме и како постепено кај гледачите или кај публиката се создава нешто што утре ќе биде. Апсолутно е тука и вината на медиумите, тука нема збор. Да, меѓу редови ова сакам да го кажам. Не, јас ја признавам. Да. И кога одиме по ивица на полесен отпор, тоаш многу лесно ни ги сервираат тие од север и не мора од север било каде. И кај нас се раѓаат такви исти. И тие ќе бидат ценети, тие ќе полнат сали. Но, од друга страна, идејата на уметноста никогаш не треба да биде за да полни сали. Значи, обратен е процесот, обратен е менталитетот на уметникот. Уметникот треба да го каже тоа што го има, да го, нели, својата изјава преку својата уметност. Без да се надева дека утре ќе наполни сала и без да се надева дека утре ќе биде најбогатиот човек, ќе биде најсреќниот човек. Ова е формула за успех на било која професија, не само за ова што го зборуваш. Извини, само сум искрен. Да. Значи, не можам јас да го создадам awakening со чувство или со идеја дека утре ќе ја наполнам, не знам, Борис Трајковски. Нема да ја наполнам. Ќе ми биде полно срцето затоа што сум го направил, сум го држал носечот во рака и ќе се радувам како мало дете. Она што ние ни пари во животот не можат да ти го
пружат, да се радуваш како мало дете. Во моментот правам белешка за да може ова да го извадиме како ние куси речиња, бидејќи е фасцинантно, да, затоа што е цела една дефиниција за не знам, животна филозофија е така да речеме, ми значи и сакам да биде споделено. Дали македонската публика, ова е интересно прашање кое сум го ставила, знам за Битола, веќе разбравме, но еве низ годините на твоето создавање, работа, едукација на младите и слично, дали македонската публика уште го гледа џезот со страф од дистанција или веќе го разбира и го конзумира? Не знам што да ти одговорам, но се надевам дека да, дека го разбира и дека верува на професионалците, дека им верува на луѓето кои што ги организираат фестивалите и дека ја прати сцената. Така да се надевам дека да, иако повторно ќе кажам, ние не можеме да очекуваме некаква публика, не знам, илјадници луѓе, затоа што сепак статистички 3 до 5% населението слушнало и се запознало и слуша музика. Иако повторно ќе кажам, во најрана возраст децата сите слушаат џез. Но понатаму низ процесот на едукација тоа се маргинализира, се трга и слушаат што? Класична музика или забавна ова широко. Колку е тешка вашата битка како џезери во целава оваа таква ситуација? Сега ќе кажам и од едукативен аспект. Зошто? Затоа што ние во едукацијата во Македонија имаме геп или празнина. Која е таа? Во средното образование. Ние имаме академија, ние немаме во средните музички училишта насока за џез. И ние студентите или кандидат студенти што доаѓаат, најчесто доаѓаат или од гимназија, или доаѓаат од музичко, но не биле во делот, не ги интересила класика. И сега, тоа е еден систем кој што во иднина утре треба да се смени, зашто јас сум поборник за ова, многу пати сум го зборувал, затоа што музичките училишта во Македонија мачат со студенти, со ученици. Немаат, значи ќе почнат да ги затворат насоките, се намалува бројот. Наместо да ги отворат катедрите, училиштата кон современа, кон џез и современа музика, тие се уште ги држат по еден систем стар кој што вели класика, класика, класика и само класика. Систем кој што произведува 3 до 5% на вистина врвни уметници класичари или ученици кои што понатаму ќе го продолжат своето образование на факултетите за музичка уметност и еден огромен број на луѓе кои што ќе се занимаваат со фамилиарни веселби, за да не кажам, да не бидам груб. Да. Каде се тие измеѓу? Зошто не инвестираме ние и зошто во едукацијата, во средното образование не се отворат џез насоки кои што понатаму би го пополнила таа празнина и би ги едуцирали уште од порана возраст младите музичари и би дошле на факултетите поподготвени. Ако ја успееме да ја пополниме таа празнина, ќе им помогне да се тоа. Тие се годините кога се пронаоѓаат што сака да прават. И е штета да има таков. Многу побрзо и ние имаме многу поквалитетни, значи побрзо ќе поминат низ процесот на едукација, побрзо ќе го завршат, подолго време ќе имат 8 години, минимум ќе имат процес на едукација. И проектите ќе бидат многу подобри. Сега не можеме тоа со сигурност да го гарантираме бидејќи уметноста кај некој ќе се роди на 15, на некој кај 22 години. Ќе биде тој кликот, но имајќи ga едукацијата или имајќи го она формално образование, ќе ми биде многу полесно. Така да мислам дека нешто на кое што сите ние треба да размислуваме и да се запрашаме, дека сега денес треба да имаме џез и современа музика во средните музички училишта. Да, така е. Мислиш дека предметот музичко образование се ова прашање кое онака ми дојде во моментов, е девалвиран, можеби треба да биде малку по експониран, да ги натера да се влюбат во музиката децата. Уште во најрана возраст, не знам сега дали ми е верувам дека ми го разбираш. За основно зборувам. Некако ми е многу маргинализиран, доволно е да си на час, па имаш петка, па не знам што, да. Вршават задачи по математика. На музичко? Тргнувајќи од моето дете, знам дека толку колку што можат прават, нели, музичко образование, но секако не е доволно. Така да мислам дека и се сведува само истото на и со ликовно, исто со ликовно, исто со да. Мислам ова го знаеме сите. И со спорт, меѓу другото, да, тоа се некои три колку дека мора да ги има во образовниот процес, а не се дава. Но јас зборував за средното стручно музичко училиште. Да, значи тука треба да биде. Ние како универзитет успеавме
пред, сега нема точно да ме фатите за збор, 10 или 12 години, сеќавам со професорот Китановски, да има изборен предмет джез историја во средните музички училишта. Значи остана во фиока. Ама зошто? Еве ви кажав, значи што уште може да направите вие стариот систем кој што вели класика? класика мора да се промени. Треба да се промени за доброто на сите, а затоа што ќе останат без ученици музичките училишта. Значи тој процесот е тргнат на иселување од државата. Да. И каде што цели фамилии се иселуваат од држава. Се намалува бројот на ученици во средните училишта, не само во музичкото, во сите. Така. И значи ние тук мораме да гледаме современи начини како да ги задржиме. Джез и современа музика е нешто што треба утре да има во музичките училишта. Да не речеме вчера. И нашиот кадар, кој што ние го продуцираме од музичката академија, дипломираните студенти, дипломираните луѓе, по природен пат би нашле место каде да работат. Да работат во тој и да контекст. едуцираат, да ги едуцираат уште помладите. Дали сите млади таленти и творци кои излегуваат од тие студентски клупи, веруваат баш вака како ти дека е важен жарот и желбата, овој материјалниот дел ќе си дојде кога ќе си дојде, или мора да се работи втора, трета, не знам, четврта работа за да останеш верен на джез-творештвото, меѓутоа и да живееш од нешто? Може ли да се екзистира? Пак е индивидуално. Па може доколку се занимаваш со едукативна работа, најчесто сите се занимаваме со едукација. Но, пак ќе кажам, доколку имаме експорт, доколку можат уметниците да живеат од турнеите, тоа ќе биде поедноставно. Тоаш нема да им треба едукација, едукативен систем да работи за плата така во едукација, а да настапува како артист. Тогаш би можели како артисти да се грижат за фамилијата и за животот. Од ова што го зборуваш сите овие минути до сега, уште не сме на крај. Него чисто само правам едно резиме, можам да заклучам дека и ова твојата професура, паралелно со целото творештво и се она што го правиш и надвор од границите на Македонија низ целиот свет, е само чиста страст, ништо не е некаков друг тип на колку страстно ја сакаше ви професурата со овој другиот творечкиот дел? Има ли проценти тука? Знаете, има еден 100% се вложуваш во двете или? Ако го работиш тоа што го сакаш, ниту еден ден не си на работа, ствари. Така да работата ти е песна. Нас во случајот на вистина ни е песна работата, затоа што го работам тоа што сакам да го правам. И на вистина сакам да го пренесувам моето знаење на идните генерации. И така да живееш квалитетно, зборувам и во материјална смисла, да можеш да... Па добро, јас ја имав среќата во тоа време, нели јас не тргнав со идеја дека ќе го работам ова, едноставно така се наместија картите. Си го следев срцето и на крајот дојде тоа што дојде и јас сум многу среќен и многу сум благодарен пред се. Памети оваа баш фраза за да повториме на крај уште еднаш како порака за младите дека важно е срцето, само и само да си го слушаш срцето. Тоа им го кажувам, имавме многу презентации на музичката академија, имавме по музичките училишта и значи секогаш кога тргнуваат од идејата дека треба да заработат со ова, ја згрешиле професијата. Значи уметноста обратен е процесот. Значи тоа треба прво да се ангажираат, да го барат производот во себе, нели, уметноста да ја гледат во себе, материјалното ќе си дојде, доколку дојде. Така е, апсолутно е така. Треба некоја друга професија тогаш, не музика, со друго да се занимавате. Апсолутно, ако не е од срце, тука се сложувам, се додека нештото прекинува да ти ја буди жарта, а континуирано го правиш, ако престанува да ти биде веќе жар, тогаш е нешто друго во прашање, не е веќе тоа во прашање, тука се сложуваме апсолутно. Ако треба да избереш светска слава или пак локално стабилно влијание, сега во моментов тоа би било што? Светска слава од Македонија не може да имаш, затоа што прво како е, ние сме една мала земја, значи и секој еден да ми биде следбеник на Facebook, што не ми е, или не знам на YouTube, не е доволно со еден артист од Кина, например. Ако направиме паралела колку луѓе живеат во Кина, колку живеат во Македонија, така да од тука е невозможна мисија да имаш светска слава. Значи невозможна мисија. Така да добро е објективно да гледаме на работите. Затоа што малку сме ние, како македонци сме малку.
Не и треба светски да се ги чуваме луѓето како тебе, еве. Локално светски да се ги чуваме луѓето како тебе. Нека биде локално. Да, локално, Нека ама биде локално. на светски начин Само да бидат искрен, третирани. само сум искрен. Да, и те поддржувам максимално. Колку пати се разболе, условно кажано, за да ги достигнеш врвовите во творештвото, во, еве, не знам, сите албуми, барем и минјата им се толку длабоки, толку звучат како да се случил процес на паѓање па настанување. Колку пати се разболе за да може... Многу албуми, 7 албуми досега, а 8-миот е готов 3 години, стои во фиока кај мојот драг пријател Александар Гроздановски Херцел, се вика 22 Days. И тоа е електронски джез кој што е, претпоставам, наменет за берлинската джез сцена. Така да 8 пати сум се разболел многу добро. И колку е тука суштинска поддршката од сопруга, од децата, знам дека имаш две мојата прекрасни деца сопруга кои се мали. е столбот на она што без која што јас искрено не би можел да толку ноќи да поминам во компонирање, во создавање и во малтретирање на околината. Значи без болка, без да се преживее болка. Тоа е заклучокот. Така. Имам 2 златни деца, така да. Јас сум среќен човек. Впрочем, доаѓаме и до тоа пред неколку минути дека студентите е важно да се пронајдат, а пронаѓање исто така е голем процес и секогаш е тешко да си погледнеш во себе, пак поприлично е тешко. Така. Станува ли со зрелоста уметникот послободен или пак парадоксално посвесен за своите граници? Дали повеќе се ограничува? Можеби она што не би сакал да се случи кај мене е да станам предвидлив на самиот себе си. Тоаш мислам дека ќе заврши приказката. Се додека сум самиот на себе си непредвидлив, ќе ми биде интересно да создавам и да креирам музика. Инаку со староста, како велат, доаѓа мудроста, но таа мудроста најчесто ограничува во тоа колку е доволно добро делото или не е доволно добро. За среќа јас имам неколку мал број на пријатели кои што навистина им верувам и она што или ќе напишам, или ќе направам, или ќе искомпонирам, одма го праќам за да го чујат и второто мислење, како на доктор звучам се. Второто мислење е навистина битно, за мене е битно, но од луѓето на кои што им верувам, кои што искрено Им ја почитуваш работата и достигнувањето. Знам дека ме почитуваат и ме сакаат и знам дека искрено ќе ми кажат да ова е добро или ова ништо не вреди. Така да, секогаш мислам кај секој човек кој што се занимава со арт и со уметност и кој што гледа малку поинаку на нештата мора да има таква доза на несигурност. Таа е она што не тера да правиме уште поинтересни работи. Инаку ако тргнеме од идејата дека сме најдобри, тоа сме готови, сме завршиле готово. Или ова јас ако кажам дека го правам најдобро, толку е. Така да тука завршува приказката. Нешто што на пример многу често се гледа во популарната музика, она секојдневно што не е. Го има и се пресликуваат на пример композициите, музиката. Зошто во лош збор е да се 90-тите? каже како да се штанца, како под индиго да излегува Зошто во музика. 90-тите се памтат и бендови, групи и понекомерцијални видови на музика македонски создадена отколку сега? Затоа што тоа не правеше компјутерот музика. Човекот правеше музика во 90-тите. На Commodore 64 правеа луѓето музика. Ние сме таа генерација. Да, и на да. Atari правеа музика. Така да немаше персонални компјутери како денес што има компјутери на кои што било кој ако научи една програма може да прави музика. Музиката денес дури има готови решенија. Или тие што ги учиме Вака ме плаши кога го слушам да, ова, или баш ме плаши. сега со AI само внесуваш само каква да изгледа музиката и тоа јас прв пат го видов пред 3 години во Кина, каде што нели шетав во тие трговските центри, слушам джез слушам, свари AI generated музика, она што за жал светот оди натаму. Така да одговорот на прашањето дека компјутерите не правеа музика. И ние не правевме музика преку компјутерите. Денес на компјутер прават сите музика. Да, ма Тоа може што да се гитарата биде. праве и со тапа не прави. И во гаража се затвореа луѓето и гаја заедничка. Бидејќи ние луѓето сме суштества кои што сме научени да живееме во заедница. Нели, дали е брачна, нели во заедница. Ова современото време не стави во визба, не стави во living room или во некакво студио сам да правиш музика и да не знам да пиеш по 20 кафина на ден и да мислиш дека си најдобриот човек.
Значи не оттуги, најдобриот збор е не од човечи ова современото време. И треба да ги бараме оние другите традиционалните вредности во животот, кои што се дом, пријатели, да излезеш во кафана, да разговараш за музика. Нешто што предпоставам младите многу малку го прават. Тоа е тоа што им кажувам на студентите. Немојте дома да правите во визбата музика сами со компјутерот. Дружете се, разменувајте енергии. Тоа е вистинскиот пат. Да создаете вистинско уметничко дело. Не со компјутерот. Компјутерот ќе ве излажи. Да. На крај сме, можеш ли сите овие брилијантни мисли, искрени, кои тебе ти го опиша личниот карактерот како таков и личниот успех. Практично да ги сублимираш во неколку минути како порака за младите за крај. Оти факт е дека за да имаме публика каква што заслужувате, треба да помогнеме во тоа. Твојот начин е од таа страна на микрофонот, мојот е што сме заедно на масова, па ти го поставувам прашањето. Јас се надавам само дека медиумите, особено националните, ќе имаат многу поголема, вчера ќе почнат да имаат многу поголема свест за ова нешто, колку сме ние одговорни за ова што ни се случува и докаде се сите општествени вредности и вистински вредности стигнати. Ајде сублимат на твоја порака во ќе ми биде многу тешко тоа да го направам. Прво сакам да ти кажам благодарам затоа што твојот подкаст или овој подкаст е многу гледан, така да овој наш разговор, така би сакал да го кажам, ќе стигне душите на луѓе кои што не ни сонуваме дека ќе стигне и мислам дека ќе препознат вредности во кои што вреди да се инвестира и ќе препознат, ќе го видат патот кој што сме го поминале ние како бидејќи јас сум дел од една сцена. Значи, джез сцената не се сите Сашо, но ваков, таков, сличен или ист пат сме поминале сите за да стигнеме до ова што сме денес и дека навистина вреди и треба да се инвестира во сето ова. Инвестирањето во джез сцената ќе помогне на Македонија како држава да се представи надвор од границите. А како е најдобро држава да представиме? И најлесно, преку уметност. Дури ни спортот не може толку добро да ја представи државата како уметникот. Инвестирајте во уметноста, инвестирајте, подигнете го БДП-то за култура, да не е под 1%, нека биде 3, нека биде 5%, развивајте вистинската уметност. И во конкурсите не дозволувајте, еве порака, популарната музика да добива средства за култура. Значи поп музиката или она кој што е, како кажавме, предвидливо, тоа не е уметност. Ако треба да се дадат пари за уметност, дајте ги на вистинските уметници. Ако не знаете кои се вистинските уметници, прашајте ги луѓето кои што се професионалци во работата. Колку едноставно. Не можам јас да кажам за балет кој е добар. Што не значи дека е девалвација на музиката за забава, но така е важно да креираме. Но кога веќе даваме пари за уметност, дајте ги парите за уметност. Тоа е идентитет не за забава. Уметност и забава се две различни категории. И тука имаше еден момент, само ќе се сетам, естрадизација на уметноста. Тоа ни се случува. Последните 15-20 години масовна естрадизација. Значи естрада и уметност се две различни работи. Кога ќе ги разделиме, тогаш ќе ни биде полесно. И тогаш ќе ги гледаме вистинските уметници на телевизија, во подкаст, на телевизија, со програми, со арт, својата уметност ќе ја прикажат. Се дотогаш естрадата ќе доминира. И под превезот на уметничка форма, која што не е, ќе ги гледате на, не знам, на културни лета, на манифестации, на се она што е финансирано на ваков, таков и онаков начин. И тука треба да се стави крајот. Бидејќи најголемото зло кое што му се има случајно на уметноста, не само кај нас, значи кога зборам за уметноста, тоа е естрадизацијата. Која земја треба да е модел која е успеала да ги одвои вака совршено или близу до совршено овие две работи кои не смеат да се измешаат како кај нас? Не треба да одиме многу далеку до Словенија. Значи начинот на финансирање мора да се промени. Еве кога велам за финансирање, би го зел пример Министерство за култура. Мора да имаме долгорочни повици на 4 години кои што ќе го подкрепат развојот на фестивалите, развојот на уметниците и краткорочни за програма кои што би ја дефинирале програмата за секоја година. Тоа е нешто што можеме да го направиме. Друга работа, можеме да го земеме примерот на Полска. Полска е во Европа земјата која што најмногу инвестира во джез уметноста. Да го земеме, не мора во тие рамки, нели,
Полска и Македонија немат избуџет. Значи во рамките на можностите треба да се Полска на пример нашите партнери Jazz Juniors 50 години Jazz фестивалот Краков инвестира секоја година во еден вид на competition или надпревар на млади уметници од цела Европа се пријавуваат на годишно ниво. На крајот во октомври финале, минатата година имаше 6 бендови, ова година ќе има 8 бендови. Канат артисти, директори на джез фестивали од цел регион, значи од цела Европа, да бидат гости и да букираат по еден бенд. Значи, не треба ние да измислуваме топла вода, можеме да ги превземеме добрите примери. Значи, превземајќи ги добрите примери кои што функционираат во светот, можеме да стигнеме до сериозна джез сцена. И најбитната работа да не ја заборавиме, утре да имаме вчера, да имаме македонски джез експорт, бидејќи тоа е рак рана на современата музичка на современата джез и современа импровизирана джез сцена во Македонија. Джез експорт треба да имаме. А ако не знаат како тоа да се спроведе и направи, нека ги прашаат експертите. Јас се надевам дека ќе ни веруваат пред се, бидејќи најбитна е довербата. Доколку му веруваш на човекот, тогаш има отворени врати. А ние сме мала земја и многу добро знаеме кој и кому може да се верува, така што јас само една работа ќе кажам, да не ги правиме грешките од минатото, бидејќи грешки како грешки, ние сите и како општество и како луѓе се учиме од грешките, да не ги правиме грешките од минатото и да веруваме на експертите и на професионалци. Толку имам да кажам. Да, меритократија во секоја смисла на зборот. Цел разговор се трудам да бидам максимално концентрирана, да не излезам смешна или глупава, како и да е на темава, бидејќи многу малку знам, но верувам и дека уживав. Ова беше едукација и за мене, работи кои ветувам дека како новинар од оваа страна на приказната ќе се трудам во иднина, знаејќи го ова, дознавајќи го, да заедно како можам да ви помогнам и вака јавно да ги туркаме работите кон подоброт и важно е да создаваме. Мора само да создаваме културниот идентитет, најважен според мене и верувам дека тука сме на иста линија. Ти благодарам што максимално на иста линија. Максимално на иста линија. Ти благодарам што се изложи несебично и се отвори искрено и изборуваше колку стручно джезерски, толку и едноставно за да допреме до целата публика што вечерва не гледа и не следи на стрим на Facebook, но брзо по ова емисија ќе биде и на YouTube достапна нашава дискусија и се надам дека со споделување само можеме да си помогнеме за да допре до повеќе луѓе и до оние кои ги креираат политиките. Ти благодарам што беше вечерва. Јас благодарам за поканата и се надевам дека кажавме доволно паметни работи за да замислиме барем еден мал дел од општеството кој што раководи со оваа држава. Драги мои, јас се надевам дека ќе си има многу вакви гости, бидејќи колку ни е богата земјава со човечки ресурси, вака формално кажано, од секаков профил, толку сме побогати, не е се во парите, секогаш е во нешто друго. Јас му благодарам на Бога и ви благодарам на вас што ве имам како публика за да можам да разговарам со вакви луѓе со кои што прво јас се едуцирам, а потоа енергијата и вие ја чувствувате, бидете и следната сабота со подкастот на Алфа. Добра ноќ.